се надевам дека мојот вовед ќе биде доволно долг за да се присоберат останатите, а доволно кус за да никој во меѓувреме не си отиде. Добре дојдовте на вториот дел од дебатата, односно од конференцијата Шанса или предизвик. Овој дел од дебатата е насловен како политичкиот контекст и консензусот за ЕУ. Во суштина, овој дел од дебатата беше замислен како поглед кон себе, меѓутоа првиот дел од дебатата, огромен дел, можеби повеќе од половина беше еден вид интроспекција или поглед кон себе, така што на некој начин само ќе продолжиме во истата насока, но се разбира пофокусирани на политичкиот контекст и на начинот како би можеле да изградиме консензус. Пред да почнеме со дискусијата, се надевам дека веќе голем дел од вас или сите од вас има можност да земат од материјалите кои што се поставени на влезот. Таму се најновите, најсвежите изданија на Македонскиот центар за европско образование и на Фондацијата Отворено општество Македонија. Особено интересно би била анализата, компаративната анализа на последните 4 извештаи на Европската комисија, која што неодамна ја направивме и е насловена како Европски розови облачиња. До сега многу се користеше, се надеваме дека ќе ви послужи и оваа година исто така. Кога зборуваме за политичкиот контекст, неодминливо е да позбориме малку и за карактерот на нашето пристапување кон ЕУ. Имено пристапувањето кон ЕУ од нас ги бара на располагање сите политички, општествени, економски и човечки капацитети на државата. Македонија како мала држава тешко дека може да се дозволи да се откаже од било кој дел од овие капацитети, доколку не сака да остане држава вечен кандидат или држава вечен преговарач. Неодамно имавме можност да разговараме со хрватските преговарачи со ЕУ во процесот на нивното пристапување кон ЕУ и тие не подучија дека кај нив токму преговорите со ЕУ представувале почеток и извршување на вистинската, суштинска транзиција, како на државата, така и на економијата, на општеството и на системот во целина. Значи, преговорите се многу повеќе од обични преговори или од една, да речем, административна процедура. Сепак, предуслов за успешно изнаоѓање на сила за тие преговори е постигнување на политички консензус, дека ЕУ агендата е приоритетна за Македонија и дека за некои прашања треба да се постигне консензус како поддршка на тој тежок преговарачки процес. Ако сме сериозни во овие дискусии што денес ги наметнавме во врска со преговорите, мораме да ги отвориме прашањата околу кои што би морале да имаме консензус и прашањата околу тоа каков ни е политичкиот контекст во моментот, кој реално не ветува многу дека е возможно да се постигне тој консензус. Македонија може на крајот и да се подели на проевропска и антиевропска линија и да отвори сериозна дебата на тоа прашање, но сепак на крајот од овој процес ќе мора сите политички фактори да застанат под ист чадор и да ги убедат граѓаните зошто треба на референдум да гласаат за пристапување кон ЕУ. Тоа сите треба да го имаме на ум додека го одиме овој пат на преговори и во таа референдумска кампања сите политички фактори пред се ќе треба да заеднички да ги убедат граѓаните. Дали ова изгледа како невозможна мисија во денешни услови? На сите овие дилеми, кои што се нели многу, имаме повеќе прашања и дилеми, меѓутоа имаме и одличен микс на политичари и аналитичари, како воведничари, како говорници во овој дел од дебатата. Имам чест да ги представам како говорници господинот Хајроло Месини, председателот на Собраниската комисија за европски прашања, господинот Иван Величковски, пратеник, член на Комисијата за европски прашања и председател на Либералната партија, господин Арсим Зеколи, поранешен амбасадор на Македонија во мисијата при ОПСЕ во Виена, но и амбасадор на ОПСЕ во Туркменистан, се извинувам, Лидија Димова, извршен директор на Македонскиот центар за европско образование. Ќе почнеме со политичарите. За обајцата ги имам истите прашања, за да видиме дали ќе има шанса да добиеме барем слични одговори. Извештајот на Европската комисија во оваа година не ги премолчи проблемите со реформите. Зошто на Македонија е потребен датум за преговори за членство во 2012 година, значи во декември 2012, и господине Месини, дали е можен
општествен или политички консензус околу европската агенда пред да се започнат преговорите или барем во нивниот тек. Повелете. Благодарам. Благодарам за поканата. Најнапред, задоволство е да сум дел од оваа дебата. Иако темата за која е на мен назначена како шанса или предизвик, може подобро би било колку сме готови да споделиме одговорноста за евроинтеграционите процеси на Македонија, бидејќи не случајно ќе споменам дека ова конференција се одржува еден ден по приемот на годишниот извештај за прогресот на Македонија и секако по објавувањето на низината содржина има дискусии во медиумите и разни конференции и денешната дебата ја потврдува истото. Затоа спомнувам 20 дена, мислам дека изгубивме многу време, доволно време, бидејќи ваква конференција требаше да се одржи, организира веднаш по приемот на позитивниот извештај кој што ние го оценуваме како позитивен, но има и други кои го оценуваат поинаку. Затоа ваквите конференции, дебати се добри за да видиме колку е позитивен, затоа што од секој аспект може да видиме и од оптимистички и песимистички поглед, доколку имаме оптимистички поглед, ќе треба да ги земеме предвид оценките на Советот на Европа, кој ги има видено неколку напредоци во разни области, а доколку се има песимистички поглед, ќе треба да се направи уште многу за да се дојде до финалето или до датумот за започнување на преговори. Во дискусиите секако е вклучен и парламентот. Ние дебатиравме неколку дена и се кажаа многу работи и позитивни и забелешки, но за мене како председател на Комисијата за европски прашања е важно дека извештајот е разгледан во сите парламентарни тела и националниот Комисија за европски прашања е анализирано и на крај имавме заклучоци со кои беа одобрени од сите комисии и во пленарна седница заклучоците беа прифатени што ги предложивме на национална комисија. Значи, нашиот консензус во аспект на евроинтеграциите е позитив. Во Република Македонија постои меѓупартиски, меѓуетнички консензус и поширок општествен консензус. Значи, европската интеграција нема поинаква алтернатива. Доказ за овој консензус се нашите заеднички декларации подпишани од сите политички партии, како од позицијата, така и опозицијата. Ова јасно говори дека ова е нашата определба и нашата желба за продолжување на заложбите за интеграција во Европската Унија. Затоа, мислам дека извештајот, кој што е резултат на нашата реалност, кој што ги добивме минатата година, треба да биде само рамка и показател за нашите идни чекори во процесот на евроинтеграција на Република Македонија. Ја би апелирала да не се користи како алатка за политички поени, обвинувајќи ги едни со други, опозиција или албанци македонци. Што се однесува зашто на Македонија е потребен датум за започнување на преговори, пред се би сакал
да се заблагодарам на Европската комисија за партнерството со владата на Република Македонија и редовната поддршка во реформските процеси. Исто така се согласувам со позитивните оценувања за реформите, особено во делот за правата, културните и правата на заедниците. И тука произлегуваат новите предизвици во спроведувањето на рамковниот договор, кој што е основен субјект за соединувањето, а тука вклучувајќи го и решавањето на жртвите на конфликтот 2001. Во овој контекст треба да се посетуваат рекомендации на Европската Унија и за продолжување на диалогот помеѓу заедниците, како и да е. Оценката за рапортот останува позитивна и доколку во годишната конференција кој Советот на Европа не ја потврдува, ова е факт дека статус квото ќе влие врз сите нас. Во последната конференција за европски прашања што се одржа во Никозија во Кипар пред 2 недели, имав можност да земам збор при што објаснив и предложив да Македонија добие датум за започнување на преговори за време на преседувањето на Кипар. Председателот Макојанис ми одговори и Кипар има позитивен поглед за проширување на Европската Унија со земјите од Западниот Балкан и ова е уште една можност Македонија да се приклучи на европската семејство, иако имаме пречки кои што треба да се надминат претходно. Не ги наброја пречките, но не е тешко да се знае за што се работи. Индиректно ни даде до знаење дека проблемот на интеграција на Македонија останува со проблемот за решавање на проблемот со името со Грчка, без да заборави да спомне и добрососедските односи со сите соседи, вклучувајќи и Бугарија. Сепак знаеме, или најмалку ние кои што сме најодговорни, колку е комплексен проблемот. Ја знаем и актуалната состојба, која што е комплицирана и со кризата во Грција, додека Македонија е во предизборна година, како и состојбата во Европа за проширување има своји ефекти. Нам ни останува да чекаме последната одлука на Советот на Европа, освен да ги поправиме грешките кои се напомнати и пред се најголемите земји, највлијателни, најсилни како што е Франција, Германија и Велика Британија. Зато би го повторил апелот од парламентот да во идниот период да се вложат дополнителни напори, да ја промовираме позицијата нашата позиција кај европските земји и секој во својата област. И јас би додал дека денес најдобро би било да ве слушнеме вас, колку сте вие подготвени да го преземете, да ја преземете одговорноста за овој процес во вашата област на делување, невладините организации, колку можете да ги промовирате достигнувањата кои не се малку,
во некои форуми каде што се водат јавни дебати, се признава дека Македонија е лидер во реформите за пристапување во Европската Унија. Додека иако е наш ендикап, ова е наша реалност, наместо да седнеме и да разговараме кој што може да направи за интеграцијата на Македонија, ние попрво сакаме да седнеме наспроти и да ги обвинуваме да се обвинуваме едни други зашто сме направили или не сме направили нешто. Зашто ни е потребен датумот за преговори? Датумот за преговори ни е потребен затоа што мислам дека ова ќе влијае позитивно и во реформите во земјата и стабилноста на Македонија и сигурноста. Ќе влија и во засврстувањето на правната држава, почитувањето на правата, човековите права и во други области. Не знам дали останува по сето ова да се разговара за консенсус, кога знаеме дека консенсусот постои, кога го знаеме процентот на граѓаните на Република Македонија, што го поддржуваат интегрирањето на Република Македонија во Европската Унија. И може би во другиот дел да се запрашаме колку сме ние спремни да направиме за ова евроинтеграција на нашата заедничка држава Македонија. Благодарам. Мислими, неколку кратки одговори ќе се обидам да дадам појаснување. Значи, конференцијата ја организиравме можеби малку подоцна од вообичаеното, бидејќи чекавме најпрво да пројде првиот бран на анализи, првиот да малку да се наталожат впечатоците, за да можеме со една дистанца да изанализираме повеќе што не очекува во декември и како понатака, отколку да се фокусираме исклучиво на извештајот, бидејќи имаше голем број на дебати поврзани со извештајот и во медиумите и во собранието. Инаку, околу споделувањето на одговорноста и делот на невладините организации имаме достоен представник во оваа дебата на граѓанските организации. Се надевам дека Лидија ќе се осврне и на тоа. Консензусот веројатно постои и на некое концептуално ниво, меѓутоа во пракса сепак прашање е дали имаме консензус подеднакво меѓу сите, да ги туркаме еднакво брзо овие работи. Се надевам дека дел од одговорот ќе ни даде следниот говорник, господине Величковски. Има ли услови за консензус околу Европската агенда во Македонија во денешниот политички контекст? Благодарам на поканата и благодарам на прашањето. Ќе дозволите на почеток по традиционалното, така да речем, политичко однесување во Македонија да започнам со забелешка. Прво е забелешката дека воопшто организаторот нема потреба да одговара на тоа зошто во овој момент се организира конференцијата, туку да праша зошто до сега ваква конференција Собранието на Република Македонија, секторот за европски прашања, сите институции кои што се надлежни за надворешната политика во Република Македонија не организирале ваква конференција и не побарале присуство и интеракција со цивилното општество. Да тргнеме од ваков еден инверзен пристап. Консензус дали постои? На ниво на појавно и номинално, да. Суштински, далеку сме од тоа. Но ќе дозволите да се согласам со една работа, барем со дел од представниците од власта, дека да, потребен е и тука има консензус, барем кај најголемиот дел од политичките чинители, дека интеракцијата со цивилното општество е неопходна. Ќе дозволите да започнем со прашањето: можно ли во Македонија да не функционираат предоминантни етнички субопштества над заедничкото национално општество? Дали е можно на ниво на држава тоа да функционира? Дали е можно општественото да го надвладее државното, во смисла на институционалното?
дали е можно интелектуалното да го ограничи политичкото и дали е можно личното да не биде потиснато од колективното. Можна ли е интеракција на цивилното општество со институциите, ама на барање на самите институции, и спремна ли е државата да се откаже од надмоќноста над поединецот и личната иницијатива? Кога ова ќе го одговориме, и ако одговорите се потврдни, ќе одиме на тоа дека да, може неопштествен консензус за предизвиците на европската интеграција во сегашниот политички контекст. Во спротивно ќе останеме на овој номинален политички консензус, внесен во секоја политичка платформа на сите политички партии во Република Македонија, кој останува на ниво на флоскула, но одстапува по својата суштина. Инаку, секој ќе продолжи консензусот да го гледа за европското интегрирање, да го гледа како начин за задржување на своите зачурени позиции и како начин да не се отпочнат суштински дебати и суштински расправи, но и промени на нештата за она што се најгорливи проблеми во Република Македонија. Алудирав на поделеноста на општеството затоа што таа е многу слојна и таа е уште малку ќе биде и генетски генерирана. Ние европската интеграција како да ја бараме само како начин за замена и елементирање на сопствената домашна некохерентност и недостаток на интеграција. Недостаток на интеграција по национално, по етничко ако сакате, по културно и по било какво припаѓање или делување. Затоа ќе дозволите да се осврнам и на неколку од другите теми кои што се овде поставени и кои што, ако еден политичар не ги има во вид сите заедно, нема да може да изгради квалитетна политика и ќе одговара на актуелниот политички амбиент во Република Македонија. За сето она што значи одговорност на политичко одлучување, да се криеме зад некоја генерална волја на граѓаните проценувана од не знам какви авторитети за истражување, а за она што значи потреба од истражување на јавното мислење, да наметнуваме политички ставови. Ќе дозволите да кажам дека во основа, кога зборуваме, да речеме, дали има Македонија концепт и капацитет за реализација на пристапните преговори, мора да признаеме дека концептот и капацитетот за преговарање ќе зависат од постигнувањето на кохезијата произведена од консензусот за кој што зборувавме. Имено, тука треба да има и надетничка концепција, и надполитичка концепција, и персонализација на иницијативата, и политичка одговорност. Јас лично сметам дека не можам да барам одговорност кај оние кои ја инвестираат одговорноста, односно ја инвестираат довербата во политичката одговорност на својот избран представник во законодавната власт. Затоа, ќе напомена натаму дека со право извештајот на Европската комисија во 2012 не ги премолчува проблемите со реформите. И да, ќе кажам дека на Македонија е потребен датум за преговори и во декември 2012, но и требаше и во декември 2011, и 2010, и така натаму, и така натаму. Зошто е ова пак потребно? Мора да го разбереме пристапот на Европската комисија, за кој што зборувавме и предходно во предходниот панел. Искуствата со сите бранови или мали бранчиња на проширување покажуваат дека методологијата бара да биде променета за да се постигне основната цел. Горе-долу, така да го наречеме, нивелирање на квалитетот на земите аспиранти, односно на земите кандидати, како основа на постигнување на стабилна рамка која ќе овозможи изедначување на пристапот до можностите и на самите услови во земите кандидати. Нашата одговорност е стандардите да ги прифаќаме заради самите, но и заради вклучување и припаѓање онаму каде што сакаме. Затоа што сакаме да ги следиме, споделуваме и на крајот на криштата да ги почитуваме тие стандарди. Затоа, ајде да разгледаме дали овој извештај можеше да биде подарежлив кон Република Македонија. Ќе речам не, бидејќи извештај кој што зборува за слабости какви што се кажани, кои што се дипломатски кажани и посочени, за разумната политика да ги отстрани,
би рекол по 4-ти пат заедно со кандидатскиот статус, овозможуваат доволно политичките врвови да пристапат кон реална политика во која врз основа на политичка платформа ќе овозможат постигнување на таквиот ефект. Намерно не го користам изразот или веќе настанатата флоскула политичка елита, бидејќи таквиот израз во Република Македонија од политиколошки аспект сметам дека е претенциозен. Ќе ве прашам дали е можно да имаме отсуство или сериозна инвазија врз гаранцијата на приватноста, како што само неколку дена после добивањето на извештајот беше извршено во Собранието на Република Македонија со донесувањето на законот за измени на законот за експроприација. Закон кој темелно треба да го штити правото на приватна собственост пред јавната потреба, беше изменет по скратена постапка и притоа отстранува едно темелно право. Право на преговарање, односно понуда, па потоа извршување на експроприација врз основа на судска одлука доколку не е постигната согласност. Денеска имаме сериозен проблем во најава. Проблем што ќе го читаме веројатно во следниот извештај. Ова го напоменам затоа што нема слобода на предприемништвото, нема слобода на приватната иницијатива, се зајакнува државниот интервенционизам, на тој начин партискиот хегемонизам и на тој начин се блокираат институциите. Темелот на владењето на правото. Со тоа нема функционално судство, нема правна сигурност на граѓаните, ниту на капиталот. Медиумската сфера ја оставам на страна, бидејќи за неа веќе разговара претходните дискутанти, но сакам да кажам дека повторно ги воведуваме на овој начин или само ги реституираме, така да кажем, алиментирањата на одговорноста кон јавната потрошувачка, која исто така укажува дека нема одговорност и за жал ќе дозволите да укажам на недомакинското однесување кон јавните ресурси, а пред се кон човечките ресурси во јавните институции. Затоа, само би сакал да поставам неколку уште прашања, бидејќи мислам дека дадов доволно конкретни одговори. Прво, дали навистина сме спремни да признаеме, односно да одговориме на прашањето, дали преговараме или реално адаптираме временска рамка од кога нешто имплементираме. Второ, дали генерално сме подготвени да се нивелираме, така да кажем, во наводници, не само во очекувањата, туку и во врските што произлегуваат од процесот на пристапување. И на тој начин да прашам, дали сме општествено, колективно, лично подготвени да се соочиме со собствените слабости. Би сакал тука да завршам, бидејќи мислам дека ако сакаме да имаме вистинската интеракција со цивилното општество, начинот е да го оставиме цивилното општество да ни каже нам што тоа мисли, а не ние да кажуваме што тоа да мисли. Благодарам. Благодарам, господине Величковски. Одлични дилеми, одлични прашања на кои што ние веќе долго време се обидуваме да пронајдеме одговор, меѓу другото и токму затоа и ги правиме и извештаите и дискусиите за да погледнеме во сопствените слабости без при тоа да чувствуваме инфериорност и да ги исправиме за да можеме да тргнеме натаму. А господинот Месини спомна дека не треба да се злоупотребува европската интеграција за партиски и етнички цели. Меѓутоа, многу често сме сведоци дека тоа се случува. Следниот соговорник, односно следниот воведничар, би го прашал дали мислите, господине Заколи, дека е возможно да се спречи злоупотребата на европските интеграции за популистички цели и дали може би имате рецепт како тоа да се направи? Повелете. Бих се парио. Благодарам за поканата да учествувам за ова Доброто на мојот мајчин јазик, но да бидеме прагматични за цел со времето и во солидарност со моите бивши колеги преведувачи да не ги мачам во попладнетите часови. Поставивте прашање, но искрено ќе ви кажам, дојдов со други теми за кои мисля да се обратам, но после судејќи ќе треба изгледа да се вратиме назад и да погледнеме на работите на една друга точка.
Не го одбивам вашето прашање, но одговорот ќе биде малце подолг и пораширен. Пред се да кажам дека за разлика од повеќето, јас сум оптимист дека решението на ова статус кво ситуација на повидок, но не по она точка по која ние мислиме. Најважната точка која се случи во последниот период, која ви дава причина да бидам оптимист, всушност не е ни во Брисел, ни во Скопје, туку беше поседата на господја Ештон и господја Клинтон во Белград, Приштина и Тирана. Зошто го велам ова? После сета, не да ме разберете лошо, канонада на теории, резолуции, флоскули и често испразни дипломатско-политички вокабулари, може би е време да се вратиме на полето на реал политиката. Зошто господја Клинтон, господја Ештон дојде во Приштина? Зошто дојде во Белград? Зошто дојде во Тирана? Една проста причина. Тие идат таму каде што има водачи. Тие идат таму каде што има желба да се промени. И тие идат таму каде што ќе осетат основната честичка на политичкото движење, а тоа е добрата волја. Или волјата, како таква, да се промени. Свест дека без да се направи исчекор напред, по цена на својот личен, да кажеме, кредибилитет, да разбориме за рейтинг, е она што денеска се уште се цени како основен постулат на успешна политичка активност. Но за она што сакам да го кажам, би сакал прво да го спомнам за овој голем 5-тонски слон што седи овдека и што никој не сега да го примети. А тоа се отсуствата на две имија. Тоа е отсуството на господја Арифи и отсуството на господинот амбасадор Орав. Јас го разбирам и отсуството на политичкиот дел, со должен почит кон претходните соговорници, но тоа нема подобра илустрација за расцепот кој постои во општеството, кај нас, но и пошироко. Расцепот во кој политиката доаѓа да ги истори своите оправдувања, без никаков интерес да го слушне ставот на општеството. Ова е конфликт меѓу државата и општеството. Ова е конфликт меѓу институцијата, која живее во свој микрокосмос, потполно отсечена од обичниот човек, и во која ние, поради X причини, не наоѓаме начин, или уште поважно, храброст, да ја кажеме, ма не лажете. Толку, тоа е едноставното. Но како стигнавме до ова? Ова е лесно да се даде како заклучок. Но отсутството на овие личности покажува на подлабока димензија, која всушност започнува некаде сосема друге, а доаѓа и ги надминува веќе политичките или општествените или државните категории и навлегува во личното, во персоналното. Повеќето од вас го имате гледано филмот Прекрасен ум со Расел. За еден лик кој на еден романтицизиран начин се представува математичарот Џон Неш. Често во нашите вокабулари денеска ние збориме дека живееме во некои параноични, шизофрени времења. Тоа е точна констатација. Бидејќи резултат на ова денешното е точно работата на еден човек кој беше имаше диагноза за шизофрена параноичност во тој начин. Она што започна како концепт на голема игра во 50-тите, 60-тите години, со тек на времето се префрла и во политичките односи и за резултат денеска, наистина кратка формулација, може да побарате на интернет за повеќе, денеска се резултира во оно што се вика бирократски егоизам. На тотална отсеченост во која бирократот, службеникот, политичарот, представникот, дипломатот, водачот има една основна цел во својата кариера. Кариерата. Се разбира, тоа ќе го декорираме со убави флоскули, со убави дипломатско-политички вокабулари, но во суштината е тоа. И се разбира кога на тој начин се создава една бирократска интернационала.
во која на прекутен начин секој си го препознава својот интерес и главен движешки мотив е не во мојот мандат, не за време на мојот мандат. Што ќе заврши, нека биде што мора да биде. Таковиот однос со време се префрла и на луѓето, бидејќи по функција на позицијата или моќта ги земаме за role models, дека така треба да се однесуваме, дека тоа е начинот, и кога ќе каже дека не, тоа не е начинот, ќе ве седат па да ти си нереален бунтовник кој сака да руши. Не, нема. Тоа е враќањето на основата на европскиот дух. Да се мисли и да се биде свој на свој. Тоа е изгубено. Тоа не е изгубено само во Македонија, тоа е изгубено и во Европа. Оттаму може да ги сватиме и овие односи што постојат меѓу ДСПР и ИДОС и нивните политички представници. Тоа е заклучокот. Како ова конкретно се однесува? Со обзир на тоа што се уште во регионот доминира прашањето на безбедноста, тоа детерминира и со кого се предполага да се почита. Со оние кои гарантираат безбедноста, а за принципите, што викаат србите, кој преживи причаќе. И во овој момент не треба да се чуди, пак, може да се жалиме, но тоа е реалноста. На секаде низ регионот гледаме the grand retour на оно што коите сакаат да го слушаат као конзервативно десничарство, фактички на политиката на моќ, на гола моќ, на сила, која гарантира безбедност и стабилност. Денеска и овде. И може да се жалиме, можеме со тоа да не се согласуваме, да протестираме, но ако се најдеме и сами во таа позиција, премногу е примамливо за да се одбие позицијата во која ќе гарантирате некоја стабилност до која нема да бидете оптужени дека сте испустили од рака и се вратило како бумеранг. И сега, каде е излезот? Во рокот на недела имаше два паралелни процеса кои се одвиваа во регионот, многу интересни. Имаше посети на председатели на влади или председатели на држави во Македонија, во Косово, во Албанија, во Србија. Интересни изјави. А од друга страна имаше еден чуден мал процес кој насетува каде може да биде излезот за конкретни решавања во општеството, а не на државно ниво. И посебно беше интересна интеракцијата меѓу овие два паралелни процеса. Наиме станува збор за реакциите на ЛГБТ заедницата од регионот, за случувањето во Македонија. Прашањето е зошто? Од каде таа иницијатива помеѓу овие мали честички из регионот, кои по се судејќи не се координирани меѓу себе на толку политички начин, туку се враќаат на она што кажа претходно, на основата на она што ги изближува. Тоа е заедничкиот споделен интерес. Кога тоа ќе примите, кога сватите, тогаш ви е јасно и зошто постои толкава анимозитет споделен кај сите овие сегашни властодржци во регионот, кон овие мали, бидеме реални, речиси релевантни. Но понекогаш, знаете, во право со американците, понекогаш слобода почнува на најчудните можни места, од каде не ја очекувате. Например, лично не ја очекував од кабинетот на господја Арифи, уште помалку од кабинетот на амбасадорот Ораб, бидејќи тој тоа го докажа. И тоа треба да се каже. Затоа можеби треба, како идеја, да се следи тој пример, што овие мали групи млади од Тирана, од Сараево, од Белград, од Загреб го покажа, на организирање на ниво на интелектуална или политичка алтернатива, која на национално ниво е беззначајна, но на регионално ниво
може да докаже дека ова е фактички политички модел кој ги надминува тесноградите владини интереси. Дека станува збор за подлабок подземен проблем кој се полека избива на површина. Конкретно, пример. Во нашата земја ќе дојде и господин Николич, и Бериша, и Месич, или кој да е, но кога последен пат кај нас биле, да кажеме, во исто време, или зошто не биле, да не бидат поканети, луѓе како Петар Луковиќ од Белград, или како Виктор Иванчиќ од Загреб, или Здравко Гребо од Сарајево, или Брелим Шаля. И тоа што ќе седнете, ќе почнете да разговарате, дека всушност суштината на проблемот е споделен во сите земји, разликата е во јазиците. И тогаш може да се создаде една позначајна pressure group која може да има влијание. Тогаш може би ќе успееме да влијаеме на создавање на еден природа на политика од страна на Европската Унија, која, поставите ќе се сетат, на крај на 80-тите ја се користеше од страна на тогашната социјалистичка партија за една Европа со човечки лик, во која нивните представници ќе најдат време, тоа пак би сакал да го повторам, едно предпладне да најде да се седнат и со господинот Кабранов, или со Роберт, или со некои од овие кои само се жалат, генерално кажано како група. Но во тие наши поплаки лежи единствената надеж дека нешто може да се придвижи понатаму. Ако остане само на политиката на политички и бирократски егоизам, статус квото не ни гине. И сосема на крај една мала дигресија во врска со односот што кога станува збор за односите во регионот, и посебно една интересна теза која се врти, која се гледа дека се уште сиот вокабулар ни живее во 90-тите. Се уште сме ментално таму. Станува збор за териториални претензии. Тоа е пасе. Тоа е изминато. И тоа секој политичар го сваќа. Но она што стапува на сцена се повеќе, судејќи по она што го читаме во медиумите и по некои потези што се презема, постојат човечки претензии. Ова е 21. век. Територијата не значи ништо. Ова е век на глобализација. Но луѓето значат се. Бројките на луѓето ја одредуваат и политиката на влијание или соработка со некоја земја. Не би сакал повеќе да одземам вашето време, сметам дека Лидија веќе да штреки. Благодарам за времето. Благодарам многу, господин Заколи. Мислам дека беше прилично корисен и инспиративен вашиот одговор за нас. Особено бидејќи во делот на решението, во барањето на консензус и неманипулирањето со европската агенда, апсолутно се согласуваме. Имено, ние исто така мислиме дека регионалниот пристап и регионалното поврзување на интелектуалните кругови е многу важно. Во таа смисла и го поканивме денеска Димитар Бечев да присуствува на оваа сесија и се надеваме дека ќе имаме можности натаму во сите овие дебати да вклучуваме по некој од представниците на невладините во регионот кои што се занимаваат со овие прашања. Инаку нашите организации и Македонскиот центар за европско образование и Фондација Отворено општество веќе некое време се, да речеме, во филмот на преговорите со ЕУ, бидејќи скоро цела година спроведуваме еден проект за обука на представници на граѓанскиот сектор и други општествени видни лица за преговорите, подготовка за преговорите со ЕУ. Ги обучуваме за 4 поглавја и тоа е доста интензивна програма, некад учесниците се тука. Се надеваме дека дел од тие луѓе ќе бидат вклучени во преговарачките екипи, а оние што нема дека ќе учествуваат во мониторингот на преговорите. Како и да е, може би една од најповиканите што може да ни
да ни го каже одговорот на прашањето дали имаме концепт и капацитет за успешни преговори. Госпоѓа Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование. Лидија, дали имаме концепт и дали сме подготвени на некој начин да го започнеме овој процес во овој момент од декември натаму? Повели. Не, сега сум малку помудра, на тоа прашање не одговарам. Напротив, ќе оставам вие да заклучите на крај после моето излагање дали имаме или немаме капацитет да почнеме преговори. Бојан ви спомена дека тука е нашата компаративна анализа која постоја направиме, меѓутоа заборави да ви каже зошто ние мора да користиме креативна методологија за да можеме да посочиме на одредени работи. Зошто? Затоа што по правило секогаш во октомври слушаме исти моавети. Власта вика извештајот е позитивен, годинава да душа се направи чекор плюс се вика најпозитивен, а опозицијата по правило вика значи извештајот е катастрофа. Сега за да нема вакви дилеми ние ја правиме ова компаративна анализа со тоа што ги вадиме само проблемите во делот на извештајот и ги компарираме во последните 4 години и користиме боја. Во случајот, значи ќе забележите, розево користиме во извештајот, значи сите поглавја се гледат, од сите извештаи од 2009 па до 2011 и користиме две бои фактички. Едната е розева и тоа значи дека тој проблем се повторува минимум 3 пати. Значи прв пат се споменува во 2009, 10, 11, а ако е само за темнето вака со болд, за дебелени букви, тогаш се споменува барем 2 пати во извештајот. А другото што е нормално, мислам без да биде означено, е нов проблем. Значи, во 2012 година, кој ќе го разлистате ова, ќе видите која боја доминира. Сега сами одлучете дали извештајот е позитивен или негативен. Ама причината зашто го крстив ова европски розеви облачина, можете да замислите зашто е. Сега, околу тоа дали имаме ние капацитет да почнеме преговори. Мислам дека е невозможно да се одговори прецизно на ова прашање. Прво, затоа што не знаеме сега во овој момент рамката. Дали ќе преговараме за 23-ка и за 24-ка, а потоа сите други поглавја, или ќе биде процесот како што беше до сега. Јас ќе се, за да биде малку појасно, ќе замислиме дека процесот е како што бил до сега, без да навлегуваме во 23-ка и 24-ка, како посебни поглавја. Ако ние во декември добиеме датум за почеток на преговори, што е она што треба да се случи во државата? Има неколку многу битни работи што треба да се случат. Прво што треба да се случи е да сватиме, нели, прво со кого преговараме. Ние не преговараме со комисија, доку преговараме со 27, односно 28 држави членки, вклучувајќи и Хрватска, која од јули 2013 ќе биде држава членка. Меѓутоа, бидејќи невозможно вие да изведете преговори со 28 држави за 33-35 поглавја во рамките на кои што имат и по 10-11 политики, државите членки дават мандат на Европската комисија за да преговара во нивно име. Ама вие кога давате некому да преговара во ваше име, тогаш треба да знаете да кажете до каде може да преговара. И од тука почнува и процесот на скрининг. Значи, скринингот мора да го сватиме дека е една алатка која што е неопходна за комисија, за да може да им даде на своите држави членки некаква рамка со која што тие ќе ги изготват собствените преговарачки позиции. Во нормални услови, пред да постоја 23 и 24, овој процес траеше околу 6-7 месеци, зависи за кој држава колку. Значи, комисијата да го направи скринингот. И скринингот, фактички, од моментот кој ќе го направи комисија, точно ќе знае како се спроведува кај на законодавството. Тоа што од време на време во извештаите пишува дека не се спроведуваат законите кај нас, тоа е затоа што од авион се гледа, а не затоа што реално може да го види. Ама сега ќе можат да видат, значи, буквално каде не го спроведуваме ние законодавството. Во меѓувреме државата не стои така, значи не чека комисија да го направи скринингот, туку работи на собствените позиции. Значи и ние мора да се изготвиме наши преговарачки позиции и впрочем затоа го направивме Националниот совет за европски интеграција во рамките на парламентот, чија функција е практично со консензус, мислам, го нагласувам зборот, со консензус да ги донесува овие преговарачки позиции.
Чи тие преговарачки позиции не можат да бидат единствено на владата. Владата е таа која што ќе го води процесот, се разбира, меѓутоа мора да постои поголем општествен консензус во утврдувањето на преговарачките позиции. Значи, уште одма гледате прв проблем, како да го подготвиме тој консензус. Во меѓувреме се права и кој треба да ги изготви тие преговарачки позиции. Се знае, државната администрација, кој би можел, со вклучување на сите засегнати страни во одадената област, ради инклузивноста на процесот. Сега, кога ние ги изготвуваме нашите преговарачки позиции, најчесто се прават и преговарачките тимови, според поглавја. Ке земете, ке ги направите преговарачките тимови, затоа што има логика тие кои ги прават во преговарачките позиции да бидат и постојано во тек со градењето на тие капацитети, што се неопходни. Сега прашањето има ли Македонија преговарачки тимови? Јас мислам дека поставив една од најголемите дилеми во нашето општество. Имаме или немаме ли ние преговарачки тимови? Ако го прашате премиерот, ќе рече дека имаме. Секоја година пред извештат, он вика, ние имаме преговарачки тимови. Едно 600-700 луѓе ги именува, мислам, не ги именува по име, меѓутоа кажува дека ги имаме и тие ни се нашите преговарачки тимови. Во 2009 година на една ваква иста конференција, на која што присуствуваше подпредседателот на влада Васко Наумовски, задолжен за интеграција, и господинот Тилев, затоа што морам да признам ова информација даде господинот Тилев, пошто Васко се замина од конференцијата брзо. Нас ни беше кажано дека Македонија има преговарачки тимови. И ние побаравме да ги видиме кои се тие преговарачки тимови. И со пристап до информации, бидејќи не добивме информацијата доброволно, успеавме од Секретаријатот за европски прашања да добиеме документот, кој што беше така поприлично голем, и да ги видиме по име и по презиме кои и во кое поглавје се тие преговарачки тимови. Прва работа што забележавме од документот дека тоа не се преговарачки тимови, туку тоа се луѓето кои што работат по НПА, Националната програма за превземање на законодавството. И понатаму кога ги разлистувате, забележувате уште неколку други работи. Прво забележувате дека имињата се појавуваат по неколку области. Сега, тоа е во ред, затоа што нели имате вкрстени политики. Меѓутоа се прашуваат овие лица кои што се појавуваат по 5 и по 10 поглавја, дали се тие супермени или не знам што. Понатаму кога ги видите тие се среќа, ние познаваме луѓе од државната администрација, па им се јавивме да прашаме, да им честитаме фактички што се во преговарачките тимови. Поголемиот дел од нив немаја абер, немаја појма дека се дел од преговарачките тимови. И затоа решивме да провериме. И еден во канцеларија, дечкото од кај нас, седна, вртеше телефони, па да не претерам речиси месец дена, вртеше да праша. Не поминавме ни поминавме само 20 на страници од големиот документ и да ви кажам, искуството беше поразувачко. По големиот дел од имињата немаја појма дека се водат во некакви си преговарачки тимови. Значи, не сакам да кажам дали имаме ние капацитет, меѓутоа вие сами заклучете. Ако го имаме тој капацитет, тогаш тоа е многу скриен и не знаеме дека го имаме. Понатаму, друга дебата која што треба неопходно да се отвори во државата е ликот и делото на главниот преговарач. Мислиме дека тоа е многу едноставно, Македонија во 5 до 12 ќе одлучи кој ќе биде главниот преговарач, меѓутоа битни се неколку работи за кои што мораме да сватиме зошто овај лик е многу битен. Прво, од искуството на државите членки, овај човек може да биде или политички именуван, може да биде експерт и може да биде од државната администрација. Од тие три области. Меѓутоа, оно што треба да знаеме за овој човек е неколку работи. Прво, која е неговата функција? Тој треба да преговара со Брисел, меѓутоа исто така треба да се враќа во Македонија и на обичните граѓани на улица да им објаснува за што станува збор во Европска унија. Тоа значи дека тоа треба да биде човек кој што знае да се изразува со нетехнички јазик кога зборува со обичните граѓани. Втора работа што е многу битно, овој човек се именува со апсолутен консензус во државата. Само размислете дали ние
Дали ви паѓа на памет некој кој што може тоа да го прави во државата? Че не спорувам за политичкото ниво, туку за главниот преговарач. Дали може да се сетите вие на кој било лик во државата кој што би можел да биде именуван, а при тоа да нема дисквалификација или од едната страна или вреѓање од другата страна. Затоа мислам дека е време да се отвори дебатата. Кој би можел да биде, ако не за конкретни лица, тогаш барем за ликот на овај човек. Зошто? Затоа што мислам дека е многу несериозно и ќе биде навредливо за Европска унија, ако вие, како главен преговарач преку НОИК, донесете лице кој што е тотално непознато во општеството. Тоа мора да биде лик кој што го знаат граѓаните. Сакам да кажам, не може да излезе од некој си нов бран на ВМРО ДПМН и тук одеднаш да го пласирате дека овој ќе ви биде новиот преговарач. Значи, овие работи сега јас ги споменав, докаде е власта, колку е подготвена за да ги почне преговорите. Нема да заклучам, единствено ќе ви препорачам да прочитате во новиот извештај, не мора во старите, што пишува за капацитетите наши по одредени институции и потоа да видиме каде можеме од овој момент натаму да одиме. И на крај, за да не биде многу негативна, затоа што веќе имам негативен имидж до зла Бога, повторно, значи, нашата работа е да помагаме. Нашата работа е да го помагаме процесот со тоа што можеме ние да го помагаме. Онему каде што имаме ние капацитети. Ке се надоврзам на што господинот Мисини го кажа, ова е премногу битна агенда на државата, премногу е битна и главниот збор, во тука мислам, клучниот збор е државата. Европската агенда е премногу важна за да биде ВМРО-вска или СДСМ-овска или Дуевска или не знам каква. Ова е наша заедничка агенда и сите мора својот придонес да го дадеме во тој процес. Благодарам. Благодарам, Лидија. Одлично што завршивме во позитивен, оптимистички тон со излагањата на говорниците. Се надеваме дека така ќе продолжиме и понатаму. Исто така дека ова исцртување на профилот на главниот преговарач ќе помогне на оние кои што го водат целиот процес да размислуваат и на тоа прашање доколку сме сериозни во преговарањето со ЕУ. Сега е отворен форумот за прашања, коментари, дискусии. Сите правила од минатата сесија важат и за ова. Значи да бидеме што поконцизни, појасни, за да имаме што подинамична и подинамична дискусија со побројни дискутанти. Повелете дали некој е заинтересиран да ја отвори дискусијата. Зарем. Повелете, Иван. Благодарам, Бојан. Најпрво голем поздрав до организаторите на оваа конференција. Сметам дека одлична идеја што го овозможивте овој настан. Само накратко да се представам, Иван Стефановски, член на Советот за политички систем на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа денес говорам и искажувам само своји лични мислења и ставови. Со жаргонот на господја Димова, јас по-розев извештај во животов не сум видел. Значи, има еден куп работи кои што се повторуваат најмалку 3 извештаи. Рековте, ќе се осврнам само на неколку клучни точки без да одземам многу време и ќе упатам само едно кратко прашање до господинот Миси. Значи, изборниот законник, посебно во делот на зголемување на транспарентноста на кампањата, финансирање на политички партии, избирачкиот список и она што е условно кажано поново, одвојување на државата од политичките партии, спречување на заплашување на гласачи и ревизија на избирачки список. Во моментов во процедура во собрание имаме 2 закони, значи измена и дополнување на изборниот законник, каде што за функционер кој што би го нарушил овој принцип на одвојување на држава од политичка партија би бил казнет евентуално со парична казна од 500 до 1000 евра. Од друга страна, имаме уште еден закон во процедура кој што се однесува на граѓанската одговорност при клевета, каде што кумулативната казна за собственик на медиум, уредник и новинар чини 27.000 евра. Понатаму за некој е бенигно, меѓутоа споменате парламентарниот институт, каде што
своевремено Институтот за парламентарна демократија преку СДЦ потроши повеќе од 3 милиони евра, не може да се формира, зошто, бидејќи два лика во македонското собрание, тоа знаеме кои се, оној кој што е политички највисок и оној кој што е административно највисок, не можат да се договорат околу 25 стручни вработувања. Значи, малку е што вработија 780.000 луѓе во администрација, проблем се овие 25 во парламентарниот институт, а што губи Македонија? Губи огромна библиотека, компјутери и 25 потенцијално високо квалификувани кадри. Ке го споменам и мерит системот, кој што Европската комисија вели дека воопшто го нема. Значи, вика, треба да се обезбеди транспарентност, професионалност и независност на јавната администрација и особено почитување на принципот на вработување според заслугите, заедно со принципот на правична застапеност. Јас тука ќе застанам и само ќе го прашам господинот Мисини дали и тој смета дека ова е најпозитивниот извештај кој што Република Македонија го добил. Доколку одговорот е да, не би сакал да знам како би изгледал оној со терминологијата на премиерот помалку позитивен извештај. Благодарам. Благодарам, Иван, бидејќи имаме конкретно прашање на господинот Мисини, ќе му дадеме можност да одговори, повелете. Благодарам, Иван. Мислам дека во извештајот е многу јасно и дека има напредок во неколку области. Не значи дека ние сме модел, да не пратат сите останати држави и сите треба да работат според нашиот модел. Се работи за напредок. За мене е позитивен. Не треба превод. Не. Пријавен за коментар господинот Роберто Величенец. Повеле, Роберто. Добро, значи, пошто јас како што е сватив сесија е темата колку процесот на овој панел уствари на евроинтеграција овозможува инволвираност на цивилното општество во тој процес. Ќе се осврнам на тоа и ме поттекна господинот Зеколи. Знаете, ние сега сме во ситуација во која што европските интеграции се станат чист лард плуралитизам. Постојат сами за себе. Тоа е некој диалог кој што се води меѓу владата, тие што ги бира владата и Европската комисија и толку приказната е завршена. И ние сме влезени во една зона на комплетно исфрлање на сите чинители надвор од тој процес. Наеднаш излегува дека не пристапува Македонија кон Европската унија, него владата пристапува кон Европската унија. И тоа е суштински проблем. И не знам колку таквиот пристап кој што унијата го форсира во последно време е корисен не само за Македонија, туку и за самата унија. Ти може да не се случи ВМРО ДПМН да пристапи во Европска унија, ние другиве да останеме надвор. Мислам, таков е односот на владата кој што го покажува спрема сите останати чинители во Македонија. И тука во таква ситуација имате два избори. Од една страна ВМРО ДПМН ќе пристапи во Европската унија, од друга страна граѓаните ќе пристапат еден по еден во Европска унија, пошто почнеа да се иселуваат, гласаат со нозе. Значи, има малце наталожено искуство, особено со носењето на законите во медиумската сфера, па така мислам дека можам со солиден авторитет да зборувам што се случувало порано, што се случува сега. Значи, претходниот закон за радиодифузија е донесен во една широка дебата, со широк консензус и од политичките чинители и од стейкхолдерите внатре во сферата. Тоа што не профункционира, тоа е друга приказна. Меѓутоа, сега имаме ситуација во која што се носи закон за декриминализација за клевета и навреда, кој што се прогласува за невиден напредок во сферата на слободата на изразување. Меѓутоа, сите релевантни чинители во Македонија, освен Сдруженијето на новинари, кое што има нога на вратот заради партиципацијата во процесот, тврдат дека внесува цензорски елементи, дека гази еден битен дел од слободата на изразување. Не само тоа, него тој закон има иновации кои што, ако тргнете по текстбук на меѓународни стандарди, ќе видите дека не се дозволиви во ниедно законодавство.
во нормална цивилизирана држава и тоа се нас не се сервира дека е голем напредок. Значи, што е поента? Тука се сложувам со Секоли. Ние сме влезени во лартизам, еден онака диалог на две бюрократии кои што си ги решаваат своите собствени проблеми и супресираат се надвор од тоа. Штетата што ќе ја видиме од овој дел од процесот на евроинтегрирање, особено овој сегмент за кој што зборувам во слободата на изразување, допрва ќе ја гледаме во наредните 3 до 4 години. Во моментов се подготвува закон за медиуми, се работи со мисија на ТАЕКС, Унијата одбива да ги даде извештаите на ТАЕКС надвор од затворените кругови на владата и ја супресира дебатата. За владата се навикнавме дека не супресира дебатата. Меѓутоа сега имаме уште еден чинител во кој што комисијата се појавува како супресор на дебатата во општеството. Што е тезата? Тезата е дека ние можеме да бидеме стабилни без демократија. Мислам, таквите стабилни приказни се приказните на стабилното Чиле. Од тој аспект, излишна е дискусијата дека можеме да очекуваме оваков однос на сили само со конференции да го отвориме процесот. Прашањето овде е и до другите политички чинители. Значи, што вие правите да го притиснете ВМРО ДПМН да не пристапи ВМРО ДПМН во Европска Унија, него да пристапи Македонија во Европска Унија? И мислам дека тука сме сите фрлени во една приказна на пасивност, во која што само вака се жалиме, бараме документи, се обидуваме да поставиме некои аргументи вака на јавна сцена кои што никој не ги слуша. На крајот на краиштата да завршуваме како секта. Мислам, вака кога ќе се испулам, истите луѓе сме истава секта, цело време се собираме и нешто кажуваме. И тука завршуваме во затворено парче, не пробиваме надвор. Тоа ми беше коментарот. Благодарам. Благодарам, Роберто. Имаме коментар од господинот Мисини Повелет. Благодарам. Роберт, мислам дека во некоја форма ние ја контролираме активноста на владата што се однесува до евроинтеграционите процеси. Секој 3 месеци изработуваме извештај во Националниот совет за евроинтеграција, а таму има и представници од цивилниот сектор. Не мислам дека тие се во истите таласни дружини, но ако сакаат да ги избркат сите од тој процес, ДУИ нема да може да го избркат, затоа што ДУИ ќе го блокира процесот. Една кратка интервенција. Контрареплика. Значи, тама работа собранието да не ја контролира владата, тек тогаш ќе се чудам кај сме се нашли. Меѓутоа, факт е исто дека владата исто подготвува извештај за својот напредок на патот кон Европската Унија и баш овој дел во кој што зборувам, guess what? Пишува на 3 места дека мојата организација била на некој средби кај што никогаш не била. Ние сме били на 2 места во исто време. Значи, сега се доведуваме во ситуација на отворено лажење на европските партнери, на фингиран процес на консултации со цивилното општество. Мислам, што треба да правиме? Сега се конфронтираме отворено да се нарекуваме лажговци овдека. Значи, очигледно дека, без оглед на оно што господине Мисини го кажувате, очигледно е дека институционалниот начин на контрола на владата во овој пат на пристап не функционира. Очигледно е дека имате ситуација во која што владата преферира, па дури и формира цивилен сектор, со кој што преферира да работи. Значи, ја ништи реалноста на општеството и се обидува да воспостави нова реалност. И сето тоа поминува во моментов со најпозитивните извештаи на Европска Унија, кои што во слободата на медиуми се има забележителен напредок, затоа што за разлика од лани кога беше затворена А1, што беше битна телевизија, годинава е затворена само А2, која што беше понебитна телевизија. Веројатно в година ќе биде напредокот уште поголем, пошто немаше да се затвори. Благодарам, Роберто. Мислам дека е одлично вака што ја разгоревме дебатата. Се надам дека ќе имаме наредни. Господине Заколи, сакавте вие да се учите или се мислите, повелете? Не се мислам дали треба, дали е паметно. Не се мислите, повелете. Во ред, знаете што јас сум словен стрелец, така да има една албанска поговорка, кај ќе паднам да не се убијам, така да, но и гледам маките на лицата на многу луѓе одека кои се сепак
институционални представници и при сите критики треба да се има на ум дека за тие лица стојат човечки судбини, не е сегаш само кариери, туку и начин за одржување на семејствата. Но сето ово што го слушам, ќе ви кажам една конкретна ситуација која доживев во Ашкабад. Имав таа можност да бидам на двете страни од огледалото. Имавме конференција во тамошниот хотел Президент, првиот спрат за human trafficking. 3 месеци одбива мојата иницијатива под изговор дека нема human trafficking. Во ред, после 3 месеци реков да правиме конференција за превенција на human trafficking, реков, па тоа може. Еден мал збор. Конкретно кажам, конференцијата беше успешна. Сите бевме задоволни. И ОБСЕ, и Туркменистан, и USAID, и се тоа. Имаше само еден мал детал. На 13-тиот спрат, барот со проститутки работеше истата вечер. Ние можеме да се подсмеваме на реалностите, можеме да ги игнорираме, сето тоа, но знаете што, животот е како река, тече, не може да се собре. Може да ставите брана, но тогаш ќе се излие, така и политиката. Ако вие спречувате нормален ток на односи во едно општество и ставате брани, тие ќе се излеат во најразлични перверзии. Па историјата на Европа тоа го кажува и тука е парадокс што таа Европа не го разбира тоа што го кажуваме. Дека за ова ќе има последици. Ќе има последици не само гласањето со нозе, што вика Роберт, и на многу други. Тотална апатија, тотално разочарување, недоверба во институции кои мислат дека институција е моќ. Всушност не, институцијата е сервис. Тоа не го разбира. За кого? За нас. Но што имаме ние да збориме воопшто? Тоа што го кажа Роберт, го кажа на малце хумористичен начин. Но тоа што го кажа, го потврдува и самата Европска комисија, го вика дека за партизирано општество. Па тогаш чекајте, со кого ви разговарате? Со кого разговарате? И уште полошо. Таман се навикнавме на партизирано општество. Сега веќе гледаме родовски кланови, регионални кланови, селски кланови, бизнис кланови, тотална сегментализација на општеството. И ова што денеска, ова е во песната на Било Думе, сето ова што денеска не го зборуваме, владата не го разбира суштинската порака, дека треба да се смени нешто заради општеството. А ако не ќе биде како во песната, кој не слуша песно, слуша ќе олуја. Благодарам многу. Дали имаме други прашања и коментари? Тања, па потоа Малинка. Многу кратко. Да не имаме само talking shop, јас мислам дека една од работа што може би у граѓанско општество, но пошироко ни фали е акција после talking shop, што правиме после. Јас мислам има две работи или, односно ми се свидија како оди дискусија од зборење само за проблемот на името, од првата на сега нешто посуштинско. Мислам дека една од работи за која што треба до преднаредниот извештај сигурно да разговараме во граѓанско општество е да предеме од разговор на техники и капацитети за техники на разговор за вредности, односно на влијање на сите работи што треба да ги абсолвираме со АКИ и како тоа неповратно ќе влијае на вредности или на развојот на општеството, а на тоа ме потикна најмногу деновиве веќе спомнатата ситуација со ЛГБТ заедницата. Значи, ние може и нешто прашање што беше може би не толку јасно, но сега е може би појасно отворено веќе со донесување на
легислативата поврзана со антидискриминација и се сеќавам изјави на некои наши политичари дека ние сепак сме малце поинакво општество, дека тоа не е баш така, но ние мора да се соочиме дека аки тоа го наредува и што правиме ние поврзани, што тоа значи за македонско општество. Има и други такви прашања во смисла на како аки и хармонизација правна и нејзината пракса ќе влијае неповратно на систем на вредности, креирање на поинаков систем на вредности, не само во смисла на човекови права, малцинските права, туку во смисла на економски политики, социјални прашања и така натака. Второ и поврзано со тоа, мислам исто така дека треба малце повеќе во нашето општество да абсолвираме некои прашања или да научиме од нашите соседни земји, еве, можеби најпрво од Бугарија, но и другите нови земји членки, а тоа е прашање колку па во суштината нема да влијае позитивно, односно да ги направиме реални очекувања не само на нас кои што можеби дневно, месечно, неделно се бавиме со оваа тема, туку на граѓаните, дека некои теми, прашања, проблеми со кои они дневно се соочуваат како проблеми во здравството, например, не се баш поврзани со акито, односно дека пристапување кон него можеби уопште нема да ги промени состојбите тука, но кога еднаш ќе влеземе тука можеби да се дешават драстични, негативни промени за живее на граѓаните, а тоа е нешто што нас сите, ама најмногу и обичен граѓанин го засега. И може најпоследно се осекав повикана од изјавата на господинот Мизини, бидејќи сум, предпоставам, единствени представник на граѓанско општество во Националниот совет за европски интеграции, да може би абсолвираме ние теми и прашања поврзани, но прво, како граѓанско општество во Националниот совет имаме два представница, од кои што еден е представник на новинари, значи представа многу специфично прашање или специфичен дел од граѓанско општество и така што јас сум, да речеме, единствена, освен синдикатите, бизнис заедницата и религиозни заедници, така што можам уопште да го дадам некаков си глас, а можете да претпоставите дека тоа не е баш лесно, бидејќи како еден глас и еден човек можам некогаш во 3 до 5 минути да се обидувам да ја заопфатам и да представам некаква си радновидност. И се надам дека во едината таа ситуација би можела да се смени, бидејќи мислам баш у граѓанско општество во пошироката смисла, надвор од социјални партнери на академијата и така натака, ќе биде најголем потенцијал, ќе постои најголем потенцијал и постои веќе потенцијал да се придонесе кон напредок, како што веќе збореме најмногу во преговорите. И да заклучам, мислам дека последниот извештај за освојување на националната програма за апсорбција на АКИ разгледан, значи денеска сме 2 ноември, ако не се лажам, последниот е за првиот квартал на оваа година. Така да реални дебати, детални, а камоли тековни, навремени во Националниот совет малце недостасува, но тоа е и самиот одраз на како сам си тече процесот, а дека може да има влијание многу граѓанско општество, реално нема, затоа што немаме ни можноста да бидеме представени како што би требало. Благодарам. Благодарам, Тања. Пред да му даваме можност на господинот Мисини, последниот коментар за оваа дебата, господин Малинка, повелете. Нормално ме предизвика Роберто за оваа дискусија и добре можеби што фрли таква бомба. Има едно прашање кое се поставува после сите овие гимнастики со извештаите долги години, кое е нивото на хипокризија кое што можеме да го проголтаме. Колку можат да се растегнат копенхагенските критериуми, а да не пукнат, да не се мртви, конечно. Очигледно многу можат. Прашањето е за нас тешко затоа што како треба ние да се поставиме во целата таа работа кога очигледно гледаме дека владата и Европската комисија се во добра игра заради одредени повисоки цели. А ние нормално исто не сакаме да се откажеме од тие повисоки цели затоа што мислиме дека се добри за Македонија и ќе обезбедат исто така поволен импулс за реформи во Македонија. Од искуството што ги имаме институционално, кое што е подолго од она во цивилното општество, многу добро знам дека она што некогаш авансирано ќе го добиеш,
потоа ќе едноставно биде одземено од сметката автоматски, така што наплатата доаѓа кога тогаш. Но не мислам дека треба граѓанското општество да се постави во ситуација да чека некаква наплата. Тоа што се покачило во оценките ќе се симне, затоа што добро покажа анализата, проблемите реално си обстојуваат на терен и ние се соочуваме со нив и нема да не ги реши никој од надвор. Без да бидам некаков си сегоден во насока на дискусијата на Тања, дека без разлика колку ќе имаат големо влијание на дворешните субјекти во Македонија и така натаму, останува пак на овие субјекти тука и цивилно општество да ги направат своите мрежи, мрежички многу подлабоко, одошто на нивото на странски финансирани и така натаму организации, зашто реално никој од нас не преживува без нив, туку да навлезат малку повеќе во порите на македонското општество и да создадат партнерства за една реално влијание врз домашните реформи, кое што мора да оди на многу по-детално, по-продлабочено ниво. Зошто го велам ова? Затоа што знам од онаа страна, кога ќе добијам некаков инпут, кога сум била во ситуација да добијам некаков инпут за НПА и така натаму, дека тој морал да биде релевантен, многу релевантен и многу стручен за да можел да се вгради и да се вклопи. Значи, ние немаме се уште артикулирано влијание врз процесот, ако зборувате на ниво на поглавја и така натаму. Значи, ако влегуваме на тоа стручно ниво, па и во политичките критериуми. Секој, таму имаме најмногу организации кои што влијаат, но сепак тоа не е доволно структурирано за да влезе во на вистина артикулиран начин во процесот на донесување одлуки и да создаваме трајни партнерства, постојани со секаде каде што можеме, во собранието и така натаму. Сега јас можам да бидам предизвикана и за други дискусии, но мислам дека нема потреба понатаму да го одзема микрофонот. Благодарам. Еден краток одговор за господја Тања. Иако сте еден или 20 представници во Националниот совет, како и да е, таму одлуките се добиваат со консензус. Немојте да се обидете да ја намалите одговорноста. Ние сите сме одговорни во некоја форма. И ние како носители на процесот, а и вие како поддржувачи на процесот, како и да е, на крајот би сакал да ве повикам сите да ги користиме насите капацитети да му помогнеме на процесот. Ово значи и пратениците, разните парламентарни групи, сите имат своји контакти со Европскиот парламент, со разни партии и сите да ги искористат своите капацитети да и помогнеме на Македонија да во декември добие датум за преговори. Благодарам. Благодарам многу, доколку од говорниците нема никакви... Да, имаме уште еден. Господин Љубомир Костовски, на вистина ќе мора да завршиме после тоа, бидејќи сме веќе преку 15 часот. Повелете. Благодарам. Само да напомнам дека овој извештај, освен што ни тера да ставиме розови очила за многу, речиси сите проблеми што се таму допрени, има многу работи што воопшто не ги спомнува. Ја не можам да сватам зошто ние треба да се чувствуваме дека живееме во подобар свет, а белки тоа произлегува од извештајот, нали, дека живееме подобро од колку лани. Кога некои работи воопшто не се споменати, а ја мислам дека се битни. Пописот на населението, да кажем. Тоа е огромен фаул во едно општество. Вие имате ситуација да немате административен капацитет, немате политички договор, ако треба да се направи, и на крај немате одговор зошто тој не е спроведен. Како мисли оваа држава да води економска политика, како мисли да ги заврши домашните работи што Европската Унија ги поставува во тој сегментот на економијата,
ако не знаете колку имате луѓе, колку имате крави, колку имате, не знам, земјоделска површина и така натаму. Како се дава субвенции во земјоделието ако вие ги немате тие податоци? И немате уште одредено кога ќе го правите тој попис. Да не зборувам дека и претходниот попис, кој е некаде пред 10-11 години, во голема мера е фингиран попис. Значи, тој не ги дава точните, прецизни податоци. Кое сме ние општество? Дали одиме кон Обединета Африканска унија или одиме кон Европска унија? Мислам, тоа е многу важно скалило да го совладате. Немате елементарен административен капацитет или прашање на денационализација. Накусо само да кажам дека државата ги распушти сите комисии за денационализација уште пред една година. И останаа многу предмети кои ги isfrли преку ноќ во Управниот суд. Во Управниот суд констатираа дека се работи за предмети кои се веќе решени. Значи, решени се еднаш, некои дури и два пати, во полза на граѓаните. И сега треба да ги решаваат по трет пат. И кој ќе ги спроведе? И зашто да ги решаваат по трет пат? Ниеден суд не излезе на конференција за печат, ни судскиот совет или кој веќе треба да го штити тој столб на општеството, да каже дека владата не ги спроведува одлуките на управен суд и тоа некои дури и повторени по два пати. Мислам само вака кажувам за тоа кај се наоѓаме. И ако ние сметаме дека сме сега во подобра држава, објасните им на тие жители, тоа се огромен број на население кое е незадоволно од тој процес, а кој беше услов да почнеме да одиме кон Европската унија. Само толку. Благодарам многу. Жал ми е што на крајот се разгоре голема дебата. Андреја Стојковски вети дека ќе биде само една реченица. Ќе го замолам да биде затоа што Ама ова како обвинителен акт со безброј запирки, последна само точка. Не се, ова прилепчаниве постојано фрлале бомби, дури во Втора светска војна. И нашава дискусија овде покажува дека ние само се бавиме со фрустрациите кои што ги создаваат носителите на власта. Кога се во опозиција се фрустрираат од власта и обратно власта кога оди после тоа во опозиција се фрустрира од актуелната власт и тие фрустрации ги пренесуваат и врз граѓанското општество. И ние овде не зборуваме за суштински работи или не зборуваме за вистинските проблеми, туку си ги префрламе одговорностите едни на други. Јас ќе ви прочитам една реченица од оние наши родови облачиња, која што гарантирано се наоѓа во 8 извештаи досега, а таа гласи: работата на Националната стратегија и акцискиот план за заштита на природата се уште нема започнато. И таа реченица се повторува од 2004 година наваму. И сега чива е одговорноста? Одговорноста и на едните и на другите. И на претходната власт и на актуелната власт. И за да биде посилна уште одговорноста на актуелнава власт, во Република Македонија се продолжи да се зборува за одземање на еден дел од Националниот парк Маврово, без при тоа да зборуваме за акии и за нашите обврски кон Европска унија, за да се изгради Луково поле акумулацијата, и Собранието има одговорност. Собранието има уште повеќе одговорност, бидејќи Македонија пропушти шанса на Европска унија да ја го даде единственото наоѓалиште на лорандит како заштитено подрачје во светов, со тоа што ја укина заштитата за паркот на природа Алшар. И повторно одговорноста е и на едните и на другите. Благодарам, Андреја. Се надевам дека успеавме на оваа дебата да отидеме и над фрустрациите и да зборуваме и за шанси и за предизвици. Ви благодарам многу. Оваа конференција секоја година е се подобра. Се надеваме дека идната ќе зборуваме веќе за преговори, дека ќе направиме многу работи во меѓувреме помеѓу двете конференции. Благодарам.